Уште една активност во рамките на Општина Тетово, што овој пат ново ќе им се понуди на тетовци, затоа што речи се целата општина и работните единици на јавните предпријатија се на терен. Значи, ова е акција која го носи името Почист град, сите заедно за чисто Тетово, која ќе има неколку фази. Денеска, значи, ја имаме првата фаза на акцијата, каде што ги уредуваме и средуваме овие делови од плоштадот, каде што, за жал, порано се паркираа коли, за да ги средиме и ги оплеменуваме. Исто така од рано сабајле, значи, имавме перење на главните булевари и средување на паркот до музичкото училиште и блиску до сад џамијата и на малите исто така зелени површини до стадионот и мислам и до долниот дел на градот. Како и да е, значи, ова акција ќе има неколку фази, како што кажав, ќе продолжи, значи, со ист интензитет. Намерата е да успееме да направиме почист и подобар град и секако да ги мобилизираме граѓаните на Тетово да го поддржат овој процес. Околу овие активности за во рамките на екологијата и заштита на човековата околина, Тетово изобилува со повеќе зелени површини и околу, надвор од градскиот центар. Планирате ли некои активности околу оплеменувањето на просторот кон Бањиче, кон изворите на Пена, кон Калето? Имајќи го предвид фактот дека ние или општината има не многу завидна финансова ситуација, мислам дека ние плановите ги имаме, секако нашиот план е да направиме повеќе места за рекреација кои се чисти и добро одржани и секако тоа се дел од нашата програма, но да почнеме најпрво тоа што ни е најблиску, па после да се прошириме и кон другите делови. Има ли јавното комунално предпријатие како дел од општина Тетово, има ли доволно моќ да ги издржи сите овие активности кои ги преземате, со оглед на тоа што и претходно рековте, лошата финансиска состојба во самата општина? Ние успеавме само со кратење на трошоци, да поправиме ситуација во однос на исплаќање на придонеси и плати и мислам дека таа динамика ќе ја продолжиме и понатаму, мислам дека предпријатието апсолутно има можности и капацитети да заедно, нормално со нас, заедно со граѓаните да направи многу добри работи за градот. Но исто така и граѓаните треба да го поддржат предпријатието, особено со плаќање на сметките за вода и за смет.